Почитувани, добар ден, добро утро, добре дојдовте во студио 10 во живо. Денеска почнуваме со едно мало задоцнување, но секако подобро е да се почне отколку да не се почне воопшто. Емисијата ќе оди онака како што е најавена. Тука во студиото ја имаме поранешната пратеничка Љилјана Поповска, со која ќе зборуваме за резултатите од локалните избори и за сите оние бранувања кои следуваат после нив, кои ќе се ефектуираат не само на локално, туку и на централно ниво. Има многу аспекти, многу сегменти за што да се зборува, затоа сте вие тука, госпоѓо Поповска, искусна сте во политиката, долги години бевте и председател на партија, долги години бевте и пратеник, ги знаете, работите како функционираат и на централно и на локално ниво. Да почнеме од самиот резултат од локалните избори. Двете најголеми партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, прогласија победа. ВМРО вели дека победиле во голем број општини, ги освоили уште во првиот круг. СДСМ пак вели дека тие исто водат во над 30 општини и дека во вториот круг ќе имаат повеќе општини од ВМРО, ДПМН. Но ние ги имаме показателите, ги имаме гласовите. Кажете ми прво, што покажуваат резултатите од овие избори? Кој победил, кој треба да слави, а кој треба да размисли малку повеќе за своите резултати? Дефинитивно победата е на ВМРО ДПМН, бидејќи бројките од листите на советите се тие кои што кажуваат колку граѓани гласале повеќе за едната или за другата партија. И бројките се, значи, 288.000 гласале за ВМРО, за советничките листи, а за СДСМ гласале 50.000 помалку или 238.000. Ако се спореди инаку со минатите избори, може да се забележи дека практично ВМРО не добила нови гласови, дури добила и помалку гласови, меѓутоа СДСМ изгубила многу гласови, многу од своето гласачко тело. Како илустрација би го кажала само Скопје, да речеме, помеѓу минатите избори 2017 и овие сега. Минатите локални избори, да, точно така. Значи, СДСМ има губиток од 63.000 гласови само во Скопје, а ВМРО има губиток исто така, но многу помалку, 16.000 гласови. Но оваа разлика помеѓу губитокот на гласови кај СДСМ практично овозможи ВМРО да добие превласт во градоначалниците и затоа покрај тоа што ќе има превласт во советите, ќе има и поголем број и веќе има избрани градоначалници, многу поголем број избрани. Инаку, ако се запрашаме каде отишле, каде можеле да отидат, нели, гласовите на граѓани кои што минатиот пат 2017 гласале за листите на СДСМ, тука би виделе дека има неколку потоци кои што се одлеале практично. Еден дел се на Дом ЛДП, кои што имаат 22.000 гласови на советничките листи. Тука е Левица, која што се покачи, има 49.000 на советничките листи, многу повеќе од минатиот пат. И тука се независните листи, кои што имаат дури 56.000. И тоа е најголемото изненадување, тоа се пред се независни екологистички листи. Сега се поставува и прашањето зошто е ова сево одлеано и што е причината. Пред да дојдеме до тоа, јас би ја прашал која е пораката на граѓаните до двете најголеми партии? Значи, ВМРО ДПМН дефинитивно има освоено повеќе гласови од СДСМ, но и самата партија има помалце гласови од минатите локални избори, СДСМ пак има многу помалку гласови. Која е пораката на граѓаните со ваквиот начин на гласање? Пораката според мене е дека ниту се одушевени од ВМРО ДПМН од поставата и затоа не дале повеќе гласови отколку минатиот пат, меѓутоа они си имаат стандардно гласачко тело кое што речиси во ист
број гласале и сега за локални избори како и минатиот пат, а додека кај СДСМ е пораката дека се незадоволни од начинот како се води локалната самоуправа од нивни градоначалници, бидејќи речиси секаде во најголем број беа градоначалници од СДСМ, но исто така дека се незадоволни и од националните политики, затоа што мислам дека на овие избори практично се направи една црта, сума сумарум направија многу граѓани на тоа, на целото свое собирано незадоволство во последните неколку години, и мислам дека тука можеме да се вратиме назад уште од 2018 година, од промената на уставното име, од многу преговори неуспешни со Европската Унија, од разочарувањето со тоа што Европската иднина ни е затворена, со затворени врати, блокирањето на Македонија, уцените и нашето постојано понижување на национален план, и мислам дека тоа е еден огромно незадоволство што како една снежна топка се тркалеше и едноставно сега е испорачано на овие избори, дополнително со едно масовно незадоволство од начинот на спроведување на локалните политики, затоа што практично многу луѓе гласаа за СДСМ и за коалицијата поради тоа што се ветуваше дека ќе запре бетонизацијата, урбаната експанзија, ќе се чистат посредени ќе бидат општините, ќе има ред, ќе има вклученост и демократичност во водењето на процесите, што значи ќе има поголема вклученост на граѓаните и ќе се слуша гласот на граѓаните во каква околина сакаат да живеат. Меѓутоа, очигледно дека останаа разочарани. Така што мислам дека ова сево покажува и една голема лутина на граѓаните, каде што буквално испорачаа сега на локалните власти, им испорачаа се и од национално незадоволство и од локално незадоволство. И уште една работа, мислам дека се покажа и зрелост кај граѓаните, затоа што од една страна ги наградија добрите градоначалници, независно од која партија. Во Валандово не стануваше збор дали некој друг ќе биде избран освен Перо Костадинов. Во Кавадарци не стануваше збор дали ќе биде некој друг освен Митко Јанчев. Го наградија и Максим Димитриевски, од кој што најголемиот дел од кумановчани беа задоволни, независно што тој беше во таква ситуација за на крајот да излезе како независен. Значи, граѓаните ги наградија оние градоначалници од кои беа задоволни, ги казнија оние од кои не беа задоволни и трет момент е гласаа масовно во 56.000 за независните екологистички главно листи, кои што се составени од автентични борци против бетонизација, против урбан хаос, за демократизација на локалната самоуправа и така натаму, така што сето тоа, мислам, го прави едно логично милје на состојбите во моментот. Ќе дојдеме до независните листи, тоа ни е посебен сегмент за дебата. Сакам да ве прашам уште нешто во однос на ставот на премиерот Заев и председател на СДСМ, кога излезе вечерта веднаш после изборите со една пресконференција, кога ги даде оценките за изборите, освен што нели вели дека победуваат. Тој кога ја анализираше целата состојба, прашуван од новинарите, кажа неколку причини поради резултатите, меѓу кои ги спомна и останатите партии кои се кандидирале, помалите коалицијски партнери, кои сите отишле сами на избори, така вели се разлеало гласачкото тело, и ги кажуваше состојбите, но при тоа многу срамежливо ја кажа одговорноста на своите градоначалници за резултатите. Тоа некако воопшто не го потенцираше. И сега премиерот вели, да, ја свативме пораката, но мене ми се чини, барем дека главната причина за резултатите, а тоа е работата на неговите градоначалници, како да не знам дали не е разбрана, но не сека да се признае, предпоставувам. Дали премиерот ја свати пораката на граѓаните на вистина како што вели? Со оглед на искуството, сигурно сум дека ја сватил, меѓутоа, веројатно не е згодно тоа да го каже и да го признае јавно, посебно кога не чека уште еден изборен круг. Така што пораката е сватена, само што знаете, во политиката кога ќе ја сватите пораката, негативната порака од граѓаните и кога ќе ве казнат, обично е доцна, барем за тој циклус.
и ќе треба да помине време за да може дел од граѓаните да подзаборават, да се понадеваат повторно, да поверуваат на нови луѓе, на нови ветувања, за да може да ви дадат доверба повторно. Така што овој момент, во моментов сега, опозицијата победи, затоа што не е само ВМРО ДПМН. Практично, покрај тоа што ВМРО ДПМН има убедливо повеќе гласови на советнички и на градоначалнички листи, меѓутоа тука е и левица која што е изразито опозиционо настроена, која што е во пораст и таму се упатија сите оние кои што се најлути, да речам, на националната власт и на локалните власти, и таму се насочи гневот на незадоволните граѓани, и исто така тука се и 5-6 на независните листи. Така што кога ќе се собере сето тоа, практично создаден е еден голем ѕид на опозициони групи и групи гласачи кои што во моментов тешко може да се прескокнат. Ке треба многу труд, многу работа на Социјалдемократскиот сојуз за да може да се смени перцепцијата за неговото работење. Независните листи се еден од феномените на овие локални избори. Имавме избори без преседан со број на независни листи, на независни кандидати за градоначалници, за совети. Исто така, ова што го спомнавте, многу аналитичари велат дека на овие избори и многу добар резултат остварила и левица. Велат дека таа партија исто е во голем подем. Како би ги анализирале нивните резултати? Вака, вкупно 90, точно е во што го велите, 92 дури независни листи се појавија на овие избори од вкупно 125 листи. Бидејќи го имам списокот од ждребањето што било, значи 33 се партиски листи и 92 независни листи, дел советнички, дел градоначалнички. Инаку патем да кажам, во тие 33 партиски листи многу е интересно да се читаат некои партии, за некои партии не сте ни слушнале никогаш, не знаете ни кога се формирале, ни кога одржале собрание некакво, и просто само можете да се чудите како собрале или кој им собрал 1000 гласови за да бидат регистрирани и да се пререгистрираат на 4 години. Но тоа е друго прашање. Инаку, во врска со независниве листи, практично тоа е едно автентично еколошко движење, пред се еколошко движење. Во најголем дел од тие листи, не се сите еколошки, меѓутоа во најголем дел и главните оние кои што собраа најголем број гласови се практично екологистички движења, кои што со години работат активистички. И ова е за прв пат на едни избори толку многу автентични граѓански активисти да се решат да влезат во политиката и да влезат во институциите, затоа што им дојде преку глава од тоа да им веруваат на професионални политичари и да бидат измамени, да бидат разочарани, и овој пат, според нивно кажување, велат ние ќе влеземе и ќе покажеме како се работи поинаку. И токму на таа нивна автентичност и тоа што многу луѓе, илјадници луѓе ги запознале преку тие нивни активистички движења низ годините, токму тоа е причината што добија дури 56.000 гласови. Инаку не се добиваа толку лесно таква огромна бројка на гласови, посебно кога беа ставени во тотално нерамноправна позиција кон партиите. Освен тоа што за независна листа треба да собереш пар стотина, 300, 350, за градот Скопје 1000 потписи во ограничен рок, имаш минимална, смешно мала сума за медиумско покривање. Значи, сите независни листи, заедно со вонпарламентарните партии, тоа се вкупно 108 субјекти, ги броевме, 108 субјекти влегуваат во таа сума од само 3% од квантумот на буџетски средства кои што служат за покривање, медиумско покривање, што значи по листа доаѓа некаде дека секој може да употреби гарантирани околу 1020 евра. 1020 евра споредено за тоа колку емитување може да добиете на телевизија, тоа се 20 емитувања во 20 дена, што значи по едно емитување рекламно на ден, додека другиве партии тепаат со нон-стоп
non-stop реклами, огромни, повеќе минутни реклами или со многу секундажа, а овие треба и дополнително ограничување според најновите измени на изборниот законник, само 30 секунди на еден час следуваат за овие сите и независни листи и вон парламентарни партии кои што влегуваат во квотата од 3% буџетско покривање. Така што кој ги разбира овие бројки сваќа дека тоа е речиси невозможна мисија да се представиш пред граѓаните. И тоа што добија толкова голема бројка е благодарение на нивниот минат труд и на нивната искрена посветеност во која што дури 56.000 граѓани поверувале, ги научиле луѓето и тие гласаа за луѓе што ги познаваа, на кои што не им требаат дополнителни реклами. Има уште една неправда што се случи кон независните листи. Само сакаме една мала дигресија, да не помислат гледачите дека ние сме виновни телевизиите, сепак ние само ги следиме правилата. Да, апсолутно, затоа реков, ова се, апсолутно имате право, ова се според последните најновите измени на изборниот законник, кои што парламентарните партии си го изгласаа непосредно пред изборите, што исто така не е во ред, не би требало да се менува последните 6 месеци, но тоа е дополнително прашање. И уште една неправда што не секој ја забележа. Ждребањето како одеше? Ждрепката одеше така што првенство добија партиите, па партиите добија убави бројчиња, 1, 2, 3, 5, 6 и така натаму, 7 убави, лесно за памтење, а додека независните листи добија бројки, трицифрени бројки. Така што, да речеме, кандидатката за градоначалник на Скопје, Ана Петровска, доби бројка 104 извлече. Како ќе ја запомните таа бројка? Или Зелен Хуманград, независната листа, доби 119 бројка. Такви интересни бројки, 50 и кусур, 80 и кусур добија и струмичките активисти, добија и во Карпош, граѓанската листа за независен Карпош, и за Шанса за центар добија исто така големи бројчиња кои што тешко се помнат, и тука сте исто така неравноправни. Наместо сите 125 листи, кога се ждребува, сите влегуваат во барабанот, па кој како ќе извлече, така, ако веќе се оди на тој начин, а вака практично дискриминација уште во почетокот. Но, зато велам, уште поголем е успехот на независните, кои што и при вакви неравноправни услови, без буџетски средства, со чист активизам, со некои минимални, со помош на пријатели по Facebook пуштање информации за својата работа, за својата програма, успеа ова да направат. А инаку за Левица ја има среќата да биде веќе парламентарна партија. Само ова, кога зборуваме за Левица, лидерот Апасиев, меѓу останатото, нели напиша, му се допаѓа тоа што СДСМ пропаѓа и вели дека ова е почеток на пасокизација на СДСМ и време е тие да станат нели втора политичка сила или да го завземат местото на СДСМ. Мислите ли дека Левица оди во една таква траекторија? Мислите кон социјалдемократија? Не, сигурно не. Сигурно не, веројатно да го завземат, не мислам, да ја завземат нивната позиција, претпоставам. Може тие да им е тоа планот, не знам. Меѓутоа, мислам дека со оглед на мешаните пораки кои што ги даваат, идеолошки гледано, и еден изразит нихилизам и негирање на институциите, кој што е и типичен за ултралевите партии во светот. Тоа е типичен еден нихилистички пристап и антиинституционален пристап, и тоа се и некои светски глобални трендови каде што идеологијата и се меша на некој начин и не секогаш имате прецизни, јасни пораки каде припаѓате. Не верувам дека ќе може толку голем број од граѓаните во Македонија да прифатат таков пристап, таков вокабулар, независно што на моменти ќе се препознаат во тие изјави, затоа што Левица има и жестоко точни и прецизни дефиниции на некои состојби и ги кажува работите какви што се, оди in media res во сршта на некои проблеми, меѓутоа сепак тој вокабулар и тоа изразување не може да биде прифатливо за поголемиот дел граѓани, што би било нели услов за да можат да го заменат Социјалдемократскиот сојуз или ВМРО-ДПМН. Сепак поголемите партии имаат некој начин на изразување кој што е прифатлив за
една голема бројка на граѓани. И тоа е спецификата кога како голема партија, бидејќи се борат за премиерско место, се борат за формирање влада, се оди на некое упросечување на изразите, на исказите и така натаму и на оценките за состојбите, за да може да се зафати што поголем дел од гласачкото тело. Сега, пред вториот круг, очигледно е дека партиите ќе имаат многу комбинаторики, многу разговори меѓу себе. Она што премиерот Заев го кажа, дека дел од гласовите отишле кај коалицијските партнери. Неколку пати ја спомна Битола како пример, каде е ЛДП на Горан Милевски. Така да, веројатно дека сега ќе треба доста комбинаторики или пазарење, она народски кажано, што се случува секогаш. Тука е градот Скопје, тука е Тетово, каде што се борат два владини коалицијски партнера, каде што позицијата на СДСМ ќе биде доста незавидна, што ќе избере премиерот Заев, бидејќи тоа може да влие на некои подоцнежни процеси. Како вас ви личи сега ова, како ќе одат тие комбинации, како ќе може да ги усогласи СДСМ со своите коалицијски партнери со оглед на проблемите кои може да настанат и многу важно прашање, што мислите за градот Скопје? Многу прашања. Никој не може точно да предпостави што се ќе се случи, дефинитивно. Посебно ако не сте внатре во редовите, јас сум, знаете, веќе 3 години, значи повлечена целосно од дневната политика, од официјалната политика, не сум дел во и не прифатив во ниедно тело и орган да бидам, така што сум само наблюдувач од страна кој што може да ги анализира состојбите, но не верувам дека клучен проблем на овие избори било самостојниот настап на ЛДП и на ДОМ. Тие освоија 22.000 гласови на советничките листи, што е, мислам, далеку под она што се очекуваше од тие две партии и што бил некогаш нивни полн капацитет. Така што мислам дека е еден многу неповолен резултат и затоа не сум сигурна дека тука ќе лежи клучот и на решението за резултатот на СДСМ. Колку што се надева. Не верувам дека ќе биде тоа многу успешно, посебно што ако земеме предвид дека и овие 22.000 гласови што се добиени на листите на две овие партии, практично не се гласови само од нивните автентични тела. Затоа што тие и не ги и како кандидати не дадоа само нивни кандидати, туку тука има невообичаени градоначалник на Шуто Ризари од СДСМ, градоначалник на Радовиш, ако не се лажам, од СДСМ, поранешна пратеничка од ВМРО, ДПМНЕ и ред други комбинаторики, каде што практично не знаеме кој се гласал за нивните листи, но можеме да предпоставиме колку многу не гласале. И затоа велам, не е тоа целиот нивен капацитет, посебно што поголемиот дел од кандидатите на листите беа од ЛДП, претежно беа од ЛДП со оглед на состојбите што се случија во другата партија претходно и мислам дека ни самите лидери на овие две партии не можат да гарантираат дека и при најдобра волја ќе ги испорачаат овие 22.000 гласови, затоа што тоа не се нивни гласачи од нивното гласачко тело, од нивните структури, делумно секако, меѓутоа не целосно, затоа што дел од структурите ниту беа на листите, ниту гласаа тука. И затоа не би сметала премногу на можноста на спас под наводници со овие гласови. Дополнително за БЕСА има на советничките листи 25.000 гласови. БЕСА се врати во игра на некој начин, бидејќи на минатите парламентарни избори речиси ништо не испорача и мислам дека им беа подарени пратеничките места на листите на СДСМ. Апсолутно, мислам ги правев и детално анализите, буквално не одработено од 4 пратеници, дали за еден има придонес на листите, а овдека гледаме дека до некаде се вратија на свое, но
знаете, со годиниве веќе, што е и добро, граѓаните веќе се помалку се послушни кон барањата или некакви директиви, условно кажано, од политичките партии и од политичките лидери. Се поголема индивидуалноста на граѓаните и гласаат по свое убедување, по своји емоции внатрешни, по она како мислат дека најдобро некому ќе им помогнат на своите семејства, но и како мислат најдобро да казнат. Така што на овие избори, значи, како што кажав, имаше неколку мотиви за гласање. Дел беше малобројна награда за неколку одлични градоначалници, огромен дел беше казна за незадоволството од поголем дел градоначалници и казна за националните теми кои што граѓаните ги голтале некако затоа што сметале дека еве ќе се жртвуваме сега ние сегашниве генерации за европската иднина, за благосостојба на нашата држава, за Македонија, за нашите граѓани, за нашите деца, дека ќе го издрпиме сега ова, ама ќе имаат бенефит нашите деца. Европскиот сон беше многу јак во Македонија и Македонија е меѓу земјите каде што најголем процент од граѓаните со децении има позитивно мислење, максимално убедливо 80% за Се обиде ми се чини тоа да го амортизира. Но сега пукна тој балон и сега веќе има едно тотално разочарување. Се обиде ми се чини СДСМ тоа да го амортизира со онаа последната порака и НАТО и попис со која алудираше пред изборите, но изгледа дека не им успеа. Не. Затоа што се виде дека членството во НАТО практично не донесе ниту инвестиции, ниту благосостојба, ниту гаранција за мир и стабилност на границиве. Вие гледате дека Косово, Србија имаме турбуленции постојано, имаме најави за некакви чудни промени повторно на граници на Балканот. Практично тука НАТО не обезбеди спокој на душите. Ниту благосостојба економска, ова второво и поради тоа што помина оној инвестициски бран што во светот постоеше пред неколку децении, кога масовно се инвестираше во земјите од поранешниот социјалистички блок. Добро, тука сега реално се поклопи со реални и глобални некои процеси, се поклопи со пандемијата и со се. Пандемијата е дополнителен проблем за кој што граѓаните апсолутно не беа задоволни како се менаџира. Почнавме сите со едно одушевување како почна, меѓутоа се полошо и полошо оди и пожарите масовни низ Македонија, пожарот во Тетово, сите тие работи една недоверба во институциите и во еден неспокој кој што граѓаните го живеат на дневно ниво, практично се изрази и се одрази во резултатот и во таа казна, и затоа толку многу за левица отидоа, затоа толку многу во независни листи. Практично вие имате над 100.000 гласови кои што отидоа за левица и за независните листи, само можете да замислите. Тоа е нешто што веројатно некој не го очекувале. Да се вратиме уште малку на анализите. Доколку СДСМ сега треба да избере помеѓу, како што кажа, два коалицијски партнери за Тетово, помеѓу БЕСА и ДУИ, веројатно дека ДУИ ќе услови својата поддршка со поддршка за Скопје за тие гласови, но потоа СДСМ може да има проблем со БЕСА доколку се реши на таков чекор. Како тука ќе одигра? И кажете ми, вели Петр Шилегов дека е сигурен во победата во вториот круг за Скопје. Дали е навистина толку сигурна победата? Не можам, ниту јас, ниту било кој не може тоа да ви го каже, бидејќи има премногу комбинаторики, меѓутоа има неколку податоци кои што треба да се земат предвид. Кога ќе тргне еден бран, тогаш тој бран продолжува, има инерција силна. И кога некој победува, во вториот круг тој бран по аналогија некоја продолжува. Тоа е како расположение на граѓаните. Меѓутоа, не знам што би можело да се очекува во Скопје од ДУИ, кога мислам дека ДУИ во еден голем дел веќе гласа за Петра Шилегов и за СДСМ. Затоа што ако ги гледаме бројките, исцрпени се, мислите тие гласови? Мислам дека се исцрпени, затоа што во Скопје за советничката листа СДСМ има 52.700 гласови, ДУИ има 26.000
16.300 гласови. Собрани се некаде околу 78-79.000, а тоа е токму бројката колку што Петре Шилегов доби на изборите за градоначалник, 78.226. Така што голема е веројатноста дека дуи веќе гласало за Петре Шилегов, затоа што се гледа преку советничките листи комбинирано со градоначалничките, гледаш колку гласачи на СДСМ ти се влеале на контото како градоначалник, како кандидат и колку се од позајмени или дадени, нели, од Значи, мислите дека Петр Шелегов не може да истрпи повеќе од тие условно речено албански гласови за Скопје? Нема голем потенцијал? Па не гледам јас да има потенцијал од гласачите на Беса, затоа што Беса не знам колку точно има гласачи, не ми е тука забележана бројката на советничка листа. Но не можеме да исклучиме дека и тие гласале веќе за дел од нив и поголем дел од ДУИ веројатно гласале. Така што има потенцијал одреден уште од корпусот, да речеме, условно дел на Беса, дел на албанците, меѓутоа најголемиот дел од албанските гласови се веќе искористени, но каде е потенцијалот? Потенцијалот би бил од една страна коалиционите партнери ЛДП и ДОМ, значи но велам, тие не се лесно, тие се 9.000 гласови се во Скопје, но тие не се лесни за наведување и за навигација, затоа што, велам, не се сите тие автентични гласови на партииве, посебно не за ДОМ, каде што има многу позајмени гласачи и навистина не знаеме колку може да се влијае на нив и исто така не верувам дека, мислам исклучено е дека левица со 20.000 за Скопје дека би гласала за Петре Шилегов. Тие гласови повеќе може да ги има ВМРО ДПМН на левица. Апсолутно. И исто така гласовите од советничката листа на Зелен Хуман град ни случајно не се за пазар грдокажано, затоа што тоа се луѓе кои што се одлучиле за гласање за независна листа токму поради тоа што не сакаат партиски директиви, што сакаат убедени екологисти и така натаму, така што исклучено е дека они би можеле на било кој начин да бидат насочувани на било кој начин. Тоа се пред се граѓани со висока свест и граѓанска и еколошка и тие во никој случај не би биле насочувани, ниту некој би си дозволил од првите носители на тие двајца инаку влегоја, што е голем успех, и Драгана Велковска и Горијан Јовановски влегоја во Советот на град Скопје, и ова е прв пат од независна листа плюс екологистичка да влезат советници, тоа не е еден, туку двајца советници, и Ана Петровска освои 10.000 гласови како независен кандидат предложен од Зелен Хуман град, што е еден навистина извонреден резултат, практично поголем отколку некои партии кои што излегоа. Имаме уште 4-5 минути до крајот. ВМРО ДПМН најавува ново парламентарно мнозинство, вела дека ќе се обида да го остварат преку собранието. Сега оваа приказна е интересна, бидејќи тоа е една приказна која во Македонија се повторува веќе 30 години. Секогаш опозиција во еден момент најавува ново парламентарно мнозинство, но тоа реално никогаш не се случило. До сега не се случило. Има доста потешкоти во тоа, сте биле вие во собранието, знаете како функционираат работите од внатре. Мислите ли дека тоа е веројатна опција сега, ново парламентарно мнозинство, бидејќи еве и да се оформи, тоа пак би биле 61 пратеник, прилично тенко мнозинство? Мислам дека и да се оформи, тоа е точно така, многу тенко, многу нестабилно, и во таква ситуација тешко може да се функционира во собранието. Сега има блокади, еве со 62, порано имало исто така во такви ситуации блокади од секогаш опозицијата гледа да го искористи тоа за блокирање, што мене не ми се допаѓало никогаш, меѓутоа тоа е факт, се соочуваме со такви состојби, така што не верувам дека е одржливо
И мислам дека може би е многу поверојатно дека може да падне ако има силен притисок од опозицијата, а и зошто да немало, тие ќе искористат оваа прилика, поголем притисок за формирање на некоја техничка влада која што би подготвила нови предвремени избори. Мислам дека е тоа многу пореалистична варијанта, или и ако има некое ново мнозинство, тоа би било од краткотраен опсек, не верувам дека би издржало 2,5-3 години колку што има до крајот на овој мандат. Едноставно премногу тенко мнозинство, и плюс ако дојде со преметнување, префрлање на друга страна, мислам дека тоа е тешко одржливо. Значи не би од краток рок. ништо посебно не би ни добиле, може би промена на министерски места, на премиер, но парламент кој не функционира, тешко функционира. Прераспределба на функции, на позиции, меѓутоа парламент тотално нефункционален и понатаму, и многу незадоволни граѓани во крајна линија. Мислам, никој не би бил задоволен со едно такво решение, но може да послужи како психолошки момент, и затоа и опозицијата тоа го сака, како еден психолошки момент за залет земање пред следни предвремени избори. Доколку и во вториот круг продолжи овој тренд од првиот, каде што ВМРО ДПМН очигледно има предност, доколку тоа се ефектуира до самиот крај, колку ќе биде голем притисокот врз премиерот Заев во некој догледен период да организира предвремени избори? Дали тој ќе може едноставно да го игнорира тој момент, да продолжи да функционира вака до редовните избори? Не верувам дека ќе му биде лесно, не му е лесно и во моментот, предпоставувам. Меѓутоа, не може да се игнорираат состојбите. Пред се блокиран парламент. Вие гледавте дека последнава година имаше последниве месеци одредени демонстрирање на волја на граѓани кои што се опозиционо настроени и јавно излегување и така натаму. Не сум убедена дека ваква состојба е долго одржлива. Но се уште вториот изборен круг не е завршен. Да бидеме коректни кон сите кандидати кои што сега ќе се тркаат, можно е, знаете, може да има и еден ефект. Вообичаено е, како што реков, кога ќе тргне еден бран, тој да продолжи во иста насока, значи опозиционо гласање, меѓутоа можно е и да има одредена задршка кај дел од граѓаните кои што сакале да казнат, но кои што се уште не се па премногу задоволни и спокојни, па со промена целосна на власта, и кои што може би сакале да се прошаренее состојбата во политичка смисла, а не да има превласт сега од едната страна, па сосем на другата страна. Така што можно и тука да има некаква промена во размислувањето, или очекувам мобилизирање дополнително на ресурсите што ги имаат големите партии. Мислам дека двете партии ќе се обидат да истиснат максимум од своите гласачки тела. Ова дефинитивно не е максимумот со 49% излезност. Да, добро, одиме со реклама.